На 11-тото издание на Фестивалот за современа уметност АКТО, кој што се случува на повеќе локации токму низ Битола, доста интересни настани, доста интересна програма, меѓутоа она што го привлекува вниманието токму на сите љубители пред се и на добриот музички звук е настапот токму на денешните групи. Секако нашите фолтиновци се денес тука, но посебно внимание привлекува настапот на дисциплина кичме. Пред се добре дојдовте во Битола, како се чувствувате во нашиот град? Хвала, добро е, све супер. Леп град. Благодарам, се е одлично, градот е прекрасен. Сакам кога доаѓам во Македонија, затоа што публиката секогаш одлично реагира на нашите концерти. Што мислите за ваквите фестивали за современа уметност, со оглед на тоа што секоја година се повеќе и повеќе млади се вклучуваат и во самите дебати, меѓутоа и во самите настани? Ако е тоа тачно, онде е тоа уреду. Ако е тоа точно, тоа е во ред. Колку повеќе млади се вклучуваат, толку подобро. Некако сме во период кога повторно некои работи во општеството ги почнуваме од почеток. Реално, дисциплина кичме е одговор на уметност. Некогаш бевме и антиуметност, но во овој момент кога се обновува, ги поддржуваме овие фестивали и на современа уметност и на класична, само да ја има. Споменавме во вашиот предходен одговор на тоа повторно, дека повторно нешто градиме од самиот почеток. Тука ќе се надоврзам на вашиот последен албум опет. Колку сте инспирирани токму од сето она што денес се случува во општеството за самиот албум? Увек, човек мора да биде свестен на времено коме јесте. Секогаш, човек мора да биде свесен за времето во кое живее. Секоја песна од дисциплина кичме точно покажува во кое време е напишана, за што се работи, а од друга страна групата треба да постои како независна работа која може да опстане низ времето, низ децениите. Зашто мислам дека успеавме, веќе 35 години постоиме. Така што испаѓа дека ние сме вонвременски. Настапуваме на секаде низ регионот, различни генерации не слушаат, што ни е посебно драго. Може ли да направиме една мала паралела помеѓу рок сцената, кога токму вие започнавте да настапувате, кога ги освојувавте сите сцени, особено во регионот, и она рок сцена денес, што е она што недостига? Потpuno другачија ситуација, не може да се упореди општо, тоа е била друга држава. Потполно различна ситуација, каде воопшто нема споредба. Пред се бевме друга држава, каде опстојувањето на групите беше позабележително. Постоеше една национална телевизија која се следеше во цела Југославија. Сега секој има своји фаворити, што од една страна е добро за групи и следувачи кои не може да дојдат до израз. Тогаш технологијата допринесе за намалена продажба на CD-а и тие формати на запис на музика. Денес се даунлоадира преку интернет. Дисциплина кичме е забава, но со смисла. Кои се едните планови на дисциплина кичме, ете после Битола, после настапот на АКТО? Имamo после концерт еден у Тузли, крај месеца на фестивалу. После АКТО настапуваме во Тузла, а потоа снимаме ново видео. За нова година договоривме настап во Котор и тоа е еден интересен момент затоа што ние ќе настапуваме некаде за нова година. Уште едно прашање, што мислите која дисциплина им недостига токму на младите бендови и изведувачи, затоа што некако во последно време веќе станува тренд да се појавуваат, стојат кратко време токму на музичка сцена и потоа згаснуваат. Која дисциплина им е потребна? Ваша препорака со оглед на тоа што сте повеќе од 30 години на сцена. Истрајност, решеност, ако он има тоа у себе да му тоа да го тоа гони едноставно. Истрајност, решителност, креативност во која ќе се вложи и како што една песна на дисциплина кичме кажува, само дисциплина е потребна да се успее авторот да ги скаже своите чувства, кои се резултат на чудните промени на системот. Малку човек треба да застане на страна, сето тоа да го наблюдува, а потоа да го осмисли целиот креативен концепт. Убава порака токму за нашите гледачи, дека ве очекуваме повторно во Битола. Ви благодарам. Ќе биде убаво.